Предлог на закон за рамномерен регионален развој и повторно со злоупотреба на европското знаменце. Зошто акцентирам злоупотреба? Затоа што според прописот на EU-CELEX 3201-3R1301, со овој предлог на закон се усогласува само еден член, тоа е членот 7 од прописот на Европската Унија. Овој ист член 7 е веќе усогласен во вкупно 22 члена од предложениот закон. И навистина не знам зошто овој закон се разгледуваше на Комисијата за европски прашања, кога, како што веќе реков, се усогласува само еден член и се предлага нов предлог на закон, а не предлог за изменување и дополнување на закон, и кога станува збор за усогласување на само еден член од прописот на Европската Унија. Затоа потенцирав дека ова е уште една злоупотреба на европското знаменце, не е прва, ама не верувам дека ќе биде и последна. Поради овие причини, токму Комисијата за локална самоуправа, според мене, при Собранието на Република Македонија, требаше да го разгледува овој предлог на закон како матично работно тело, додека Комисијата за европски прашања можеше истиот да го разгледува како заинтересирано работно тело. Уште еднаш ќе нагласам дека се работи за нов закон и најголемиот број членови во него не се усогласуваат со прописот на Европската Унија. Исто така, овој предлог на закон не е во согласност со Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија, бидејќи таму се вели дека треба да се подготват измени и дополнувања на Законот за регионален рамномерен развој и на подзаконските акти, а не да се подготвува нов закон. Понатаму, истовремено се поднесени предлог на закон за рамномерен регионален развој и стратегија за регионален развој 2020-2030. Сега би се осврнала на неколку, според мене, суштински забелешки по однос на овој предлог на закон или на неговите импликации, а тоа би биле: прво, председателите на планските региони не се вклучени во донесувањето буџет, во поднесувањето на амандмани за истиот, како и во оценување на поднесени останати амандмани, а токму тие најдобро ги знаат потребите за развојот на регионите. Второ, знаеме дека финансирањето на тековното работење на центрите за развој на планските региони се одвива преку буџетот на Министерството за локална самоуправа и истиот се утврдува на годишно ниво, а остатокот од потребните средства овие центри треба да ги остварат преку сопственото работење, најпрво од општините кои се крајни корисници на проектите за развој на планските региони, имплементирани од страна на центрите. Но исто така и знаеме дека со години ни се повторува праксата општините да не пројавуваат интерес за користење на средствата кои им следуваат, а крајниот ефект од сето ова е неразвојни плански региони. Трето, амандманската расправа за буџетот за 2021 година заврши и знаеме дека најголемиот број од амандманите поднесени со цел развој на недоволно развиените региони останаа одбиени или неприфатени, што е само сомнеш дека овој закон може да биде одличен, ама само на хартија. Четврто, добро би било кога министерот за политички систем и односи меѓу заедниците како член на Советот за рамномерен регионален развој да вложи напори во секоја општина да има и совет за односи меѓу заедниците или барем по еден представник на заедниците, со што тие би можеле самите да си предлагаат проекти и да ги кажат нивните потреби и проблеми. Пето, во новиот предлог на закон се воведува уште една спецификација на развојот на подрачјата, а тоа е урбани подрачја. Ова е нова дефиниција на урбани подрачја, според нивната урбана димензија, кои се со седиште во град, општините во град Скопје и градот Скопје. А во членот 37 од предлог законот се вели дека 20% од програмата за рамномерен регионален развој со одлука на влада ќе се распределуваат за финансирање на проекти за развој на урбани подрачја и одржлив урбан развој. За разлика од ова, во претходниот закон за рамномерен регионален развој, во членот 29, стоеше дека распределбата на средствата се врши на следниот начин: 70% за проекти за планскиот регион, 20% за подрачја со специфични потреби
и 10 за развој на селата. Според овој нов предлог на закон, распределбата на средствата ќе оди 60% за финансирање проекти од плански региони, 20% за финансирање проекти за урбани подрачја и одржлив урбан развој, 10% за подрачја со специфични потреби и 10% за развој на селата. Значи, измената се состои во тоа, со овој предлог на закон, да се доразвијат развиените подрачја. И уште една побитна забелешка ми е за стратегијата која што се носи од страна на Собранието и представува стратешки документ за период од 10 години. Предходната стратегија била, односно се однесувала за периодот 2009-2019, што значи дека следната стратегија требало да биде изработена и донесена во 2019 година, односно лани, односно една година пред нејзината имплементација, а според членот 10 од предходниот закон за рамномерен регионален развој. Толку од забелешките кои што се однесуваа конкретно на новиот предлог на закон. Сега онолку колку што времето ми дозволува, би сакала со македонската јавност да ја споделам праксата со она што реално е и може уште повеќе да биде направено преку средствата за регионален рамномерен развој. Според податоците на Државниот завод за статистика и реалната слика по македонските градови и села, може да се заклучи дека регионалниот развој во Македонија е реално нерамномерен. Ние во Македонија имаме примери на комплетно иселени села, запустени локални патишта, ама имаме и масовно иселени градови, како на пример Берово, Пехчево и Делчево, а спротивно на овие примери, ја имаме силната концентрација на населението и економската активност на Скопје, која и покрај ова не е на степен да ги задоволи потребите на новодојденото население. Сепак, според публикацијата на Државниот завод за статистика од 2019 година, во Македонија најбогат и најразвиен регион останува Скопскиот плански регион, а најсиромашен е североисточниот плански регион. За да не ги наведувам проблемите на секој од вкупно 8 плански региони во Македонија, јас како локал патриотка ќе ги посочам проблемите и недостатоците во мојот Полошки регион, а тие се: проблеми со водоснабдување, посебно во летните периоди, проблеми со загадување на подземните води од индустријата, проблеми со менаџирањето на отпадот. Многу добро го знаете долгогодишниот проблем со депонијата Русино, за кој треба овде јавно да им се признае на гостиварците, кои во текот на речиси 2 месеци секојдневно протестираа и благодарение на тоа конечно постигнаа некаков компромис со министерот за животна средина, за кој сепак треба времето да покаже дали во целост ќе се испочитува. Понатаму проблеми со недоволно развиена патна инфраструктура, значителна невработеност, како и недостаток од кадар за креирање и раководење со проекти. За останатите региони или генерално за сите 8 региони, заеднички проблеми се недостаток на едуциран кадар, стручна работна сила, слаб интерес за развојни проекти во сите сфери на економијата, ниска свест за животната средина, некомпетентност и бавност на државните институции, голема миграција и низок наталитет. Ова се би рекла моите забелешки по законот, како и краткиот осврт на реалните проблеми на планските региони. Се надевам дека ова ново законско решение ќе го дочека својот светол ден, како што исто така се надевам дека имплементацијата на ова ново законско решение ќе биде и успешна и видлива и дека сите 8 плански региони во Република Македонија во следната публикација на Државниот завод за статистика ќе имаат многу помалку посочени проблеми, а многу повеќе реализирани проекти, токму благодарение на овој закон, се надевам. Ви благодарам на вниманието.